Здраво, Македонија! Нешто по 18 часот, Сител телевизија, време е за листа за 300. Се надевам дека сте удобно сместени во вашите домови, на топличко и дека со нетрпение го очекувавте денешното издание на нашиот квиз. Затоа да не ве држам ни вас повеќе, ниту моите надпреварувачи, да ги повикаме тука на сцената и да си започнеме со листа за 300. Знаете традиционално дека прво ги повикуваме денешните домакини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. Денеска, или веќе по четврти пат, тоа се Иве и Даниел. Повелете. Ке кажем денеска, тоа се, да више месец дена наназад, они се. Иве и Даниел, четврти пат, предпоследен од оние 5 што ги имаме во серија, нели да учествуваме. Како се чувствуваме денеска? Добро, спремни. Да, помина разочарувањето од минатата емисија. Да, не се надевавме за Мајами, мислам дека беше. Да, Мајами. Ја искрено не очекував дека мислев дека има повеќе жители Мајами излезе помало од Скопје. Мало било Мајами, глупост. Затоа никош не отидов таму. Што ќе ми? Супер, за денеска почнуваме од нула, имате нови противници, бидете внимателни, доколку нели сакаме пак да одговараме на темата која што може да ни донесе парична награда. Вие да не сакате да додадете нешто? Па нема, тоа е тоа. Да ги поздравиме гледачите и сите што не знаат, пријатели, роднини. Него ме тие што не навиваат за вас, не ги поздравуваме. Тие што не навиваат, не ги поздравуваме. Да. Во ред, Иве и Даниел. Со среќа уште еднаш, повторно домакини. Тоа значи ваша се домакинската кабина. Повелете. Фала. А нормално, за да си продолжиме со денешното издание на листа за 300, мораме да ги запознаеме нивните противници денеска во улога на предизвикувачи Даниел и Алма. Повелете. Требаше да прочитам Алма и Даниел за дамата да има предности да влеземе обратно. Здраво, Даниел, здраво, Алма. Веќе сме се дружеле во листа за 300, не ви е непозната целата атмосфера и тоа што се случува тука. Мене ме интересира како сте вие. Супер. Дали нешто ново има? Кога последен пат се видовме една година скоро, има така нешто? Да. Минатата сезона, така некако. Дали нешто ново си има случено во вашите животи? Ништо посебно. Работа, дома, активности, така. Никогаш не верував дека ќе дојдам на она дереđe како што пееше песна на Куќа посол куќа, да, никогаш не верував дека на тоа ќе спаднам, ама животот на тој модел. Најверојатно ќе стица, ќе видиме. Како и да не ми е толку досаден животот сега, да не се тама работа. За денеска расположени? Да. Одлично. Дали имавте шанса да ги погледнете вашите противници дома? Значи, знаете дека веќе собра богато искуство тука. Игра и пенали, се враќа и од негативна ситуација и така натаму. Сакам со други збори да кажам да не се опуштате премногу. Денеска има четврти пат, мислам дека тоа кажува доволно. Да. Да не сакате вие да додадете нешто? Да ги поздравиме најблиските. Гледачите. Да. И тоа е тоа. Мило ми е Даниел, Алма. Со среќа во продолжение, па да видиме докаде ќе стираме. Чекајте вака прво да ви направам да пукнем. Како што реков, си почувате како предизвикувачи со надеж дека ќе стигнеме до домаќинската кабина. Дајте се од себе, бидете внимателни, мислете на темата и одговарите на истата. А сега предизвикувачи, повелете во вашата кабина. Иве и Даниел, односно Даниел и Алма, не стана збор за истиот Даниел, за тие кои што сега се вклучуваат, различен Даниел е во пражање, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, треба сите заедно да ги провериме мислите и да видиме дали си функционира онака како што треба, па потоа без никаков проблем да си продолжиме со денешното издание на нашиот квиз. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Даниел и Алма, дали се слушаме? Да. Одлично, знаете како оди целата работа, да не се повторувам. Со среќа во продолжение. Фала. Ако нешто во меѓувреме ви текне, так на тоа и ќе кажете. Со среќа ќе исклучиме се вашата кабина. И ви, Даниел, дали се слушаме? Да. Одлично. Не ме прашувам ништо, нема да ме гнјавам со празни муабети. Дали може да започнеме? Може. Да. Одлично.
Ете, драги гледачи, кабините се исправни. За да го докажеме и зацементираме сето тоа, и домакините Иви и Даниел ми дадоа зелено светло за старт. Па на не должам повеќе да започнеме со денешното издание на Листа за 300. Стандардно започнуваме со првата лицитација, односно првото надавање. Темата за истото гласи: зборови на 5 букви кои почнуваат на буквата Б. Бараме зборови на 5 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат на буквата Б. Само во еднина и во едно лице, без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Не се признаваат лични географски имиња и имиња на компании, народи, кратенки и друго. Иви, Даниел, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Даниел и Алма, дали не е јасна темата? Да. Бидете внимателни, значи бараме зборчиња кои почнуваат на Б и се точно на 5 букви. Да не направиме грешка, истото важи за вас. Пребројувате, бројте, договарите се меѓусебно, консултирајте се и тоа е тоа. А сега, драги гледачи, кога ни е јасно на сите, знаеме дека први со надавање започнувате ковните предизвикувачи при првата лицитација. Денеска во таа улога се Даниел и Алма. Ќе ме замолам да исклучиме кабината на Ива и на Даниел. Алма и Даниел, кога кивате понуда, споделете со нас. 5. Почнуваме со 5. 6, 6, 7. 7, 8, 8, 9. 9, 10, 10, 11. 11, 12, 12, 13. 13, 14, 14, 15. 15, 16, 16, 17. 17, 18, 18 и 15 вртење за мене. Наваму натам. 19. 19, 20, 20, 21. 21, 22, 22, 23. 23. 24, Едно повеќе 24, 25. 25, 26, 26, 27. 27. Знаете што ми текна дека во онаа емисија кога бевте со вашите другари кумановците, требаше на кумановски да збориме цела емисија, сега ми текна, денеска. Ете, мојата меморија гледате на тие години. Повелете 27 беше последната понуда. 28, 28, 29. 29, 30, 30, 31. 31, 32, 32. Нека одговара. Да одговараат? Да. Ајде да видиме Даниел и Алма, дали ќе ни се исплати стратегијата. Имаме 32 празни полиња, што значи ни треба 32 имиња на буквата Б од точно 5 букви. Односно зборови се извинувам, на кои почнуваат на буквата Б и се од точно 5 букви. Не знам што ме се имињата денеска. Некој ме збори, некој име ме збори. И ви, Даниел, кога ќе бидете подготвени, сконцентрирано, започнете. Бакар, Бакар. Така е. Барам, Барам, Барам. да, Се слушна бара, викам, се зезате нешто со мен. Та барам било добро. Барам, но нема. Ама има еве. Така е. Басна, Басна. Така е. Бајка, Бајка. Така е. Блага, Блага. дали може варијација? Благо. Не може во еден род само може врче. Во едно лице. А во едно лице, добро. Да. Блага точен одговор. Бисер, Бисер во аеродром.
Така е точен одговор. Биста. Биста. Точен одговор. Берам. Берам. Така е. Бегам. 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 Да. Така е точен одговор. Биста кажавте, биста. Бирам. Бирам. Така е. 10. 1/3 изодевме од патот. Малте не. Бркам. Бркам. Берам, бегам, бирам, бркам. Тоа е тоа. Точен одговор е бркам. Бојам. Бољам. Така е. Болен. Болен. Така е. Банка. Банка. Добро. Бемка. Можеш буква по буква да ми кажеш? Бемка. Добро. Така е, точен одговор. Бигор. 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 Така е. Блуза. Блуза. Така е. Браво. 16 на пола сме, точно. Балет. Балет. Така е. Брзам. Брзам. Таа требаше во горниот дел, таму кај берам, бегам. Бегам, брзам. Брзам е точен одговор. Бреза. Бреза. Така е. Бурма. Бурма. Се попаѓа. Така е точен одговор. Буква. Која? Било која. Било која буква. Така е. Бутан. Бутан. Хемиски елемент. Аха, бутан. Така е. Берза. Берза. Дали некој од вас двајца купува, продава акции на берза? Не? Проба со тие кои нема. Со биткоини? Не, OneCoin тоа старо, уште Да. 5-6 години. Ако шо? Нема што. Берза точен одговор? Битка. Битка. Точно? Болен. Болен. Го имаме болен, извини. Него горе ни е пише. Уште 7. Болка. Болка.
Така е, 26-ти точен одговор. Болва. Болва. Така е. Брана. Брана. Така е. Ајде. Уште колку има? 4, брат. Уште 4. Ама мора веќе да почнеме да убрзуваме. Почва да не гази времето. Богат. Богат. Не, ако земете денеска 300 евра, богат. Ке Да. Така е точен одговор. Уште 3. Бесен. Бесан. Така е, и уште еден ни фали, брат. Уште 2 се извинам. Бавча. Бавча. Така е, и уште едно зборче ни фали. Бокал. Бокал. Бокал 32 точен одговор, баравме зборчиња од точно 5 букви кои што почнуваат на буквата Б. И ви, Даниел, мора да ве пофалам, одлично ја одигравте оваа лицитација, односно оваа тема. Браво и поено заслужено. Оди кај вас, но знаете дека имам уште една лицитација, па бидете внимателни во продолжение. Даниел и Алма. Добро, храбро, мислев дека ќе бидат доволни за да им направиме некаков проблем, но се испостави дека сепак ја владеа темава, добро ја знаат. Да. Во секој случај имаме шанса за поправен, имаме уште една лицитација, само продолжете храбро како што до сега игравте. И тоа е, превземаме ризици да видиме дали ќе проди со плот, нели? Ништо не е готово, не се разочарувајте. Продолжуваме сега со втората лицитација. Но пред да продолжиме, драги гледачи, со истата, само да ги прочитам оние зборчиња кои почнуваат на буквата Б и се од точно 5 букви. Имаме бабун, багаж, багра, што се прашува, базен, бајач, бајка, кажавме се, извинувам, бакал, бакне, балон, банда, банка, кажавме, банджи, барел, барок, барон, барут, басма, потоа белек, бенджо, берба, бивол, бигор, бетон, билет, бинго, биста, кажавме, потоа бишка, благо, бледо, брест, брчка, бунар, бунда, бурек, бурма, бутан, бутик, бучен и така натаму. И ги има доста во македонскиот јазик, повеќе од 100, само тука ги имам издвоено. А сега, како што реков, време е, драги гледачи, за втората лицитација, да видиме дали ќе успеат да се вратат Даниел и Алма во игра по изгубената прва игра и по она едногодишна пауза која што има од учествата тука во листа за 300. Затоа да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи: ознаки на македонски регистарски таблички. Извор, сајтот на МВР. Ја бараме ознаката, односно кодот на регистрацијата од 2 букви, кој ја има секое возило и го означува градот, односно подрачјето кое го покрива. Значи, доволни се 2 букви. Не мора да го кажете градот ако не сте сигурни. Ако ги кажете и кодот и градот, 2 мора да се точни. Иби, Даниел, дали не е јасна темата? Јасно. Одлично, Даниел и Алма, дали не е јасна темата? Да. Супер. Драги гледачи, веќе ни е добро познато дека при втората лицитација, први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се Даниел и Алма. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на нивните противници, а Даниел и Алма да ве слушнам. 5. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12.
13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 27, 22, 27 си изминал. Се збунив, ми се сврте во глава. 22. Ето, може пред времето сум 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 31. 31. Нека одговара. Да одговараат. Ајде, Даниел и Алма, да не биде дека само со седење, сами да одлучиме сега. И можда и најдобра е ваквата ситуација. И најболна, ако сгрешиме, ама тоа е што е се. Да се надеваме дека нема да сгрешиме. Имаме тема ознаки на македонски регистарски таблички. Така. Да дававме до 31 поле, едно помалце од претходната лицитација. Но со таа разлика што сега вие ќе треба да одговарате. Кога ќе бидете подготвени, започнете, имате време, консултирајте се и бидете внимателни. Јасно изговарајте ги оние две букви ознаки на регистарските таблички за да не направиме некоја грешка. И ако сакате името на градот да го кажете, мора да кореспондираат. Значи, внимавајте да бидат точни едно со друго. Така. ВЕ. В Е. В Е. Велес. Така. Ја отпосле ќе ве прашувам, значи ќе регистрираме ваквото. КУ. К У. Кај ли беше бе тоа? К У. Така е? СК. Ти се ја чиштат. Сега така е. Точен одговор. ПП. ПП. Добро. Прилеп. БТ. БТ. Битола. Така е, точен одговор. СН. СН. Ознаката за Свети Николе. Точен одговор. СР. СР. Срам да ти е. Се за струмица така. СУ. СУ. Тоа беше Суботица. Да. Струга. Така е, мојата струга. ОХ. ОХ. Охрид. Една од најпрепознатливите таблички, мора да признаеме се. КИ. К И. За Кичево. КО. КО. Кочани. Го слушнав Даниел како и кажа на Алма. ТЕ. ТЕ. Тетово. МБ. МБ. Кратенка за македонски брод. КП. КП. Крива паланка. РА. РА. Радовиш, така е. ШТ. ШТ или СТ. Така, штип. Се разбираме, на никој Да. има... Не знам на кој на постарите или на поновите има со Ш, ама СТ е во главно. ГЕ. ГЕ Гевгелија. 17-ти точен одговор. И тоа кажавме. Да. Да, и тоа го кажавме. ГО. 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 Не. ГВ.
Гостивар. И мене гледам што не ми звучи како што треба. Пробувам да вратам низ глава Г. Да, ГВ. ГВ. Леле, каков кикс не. Барем на пенали да играме. Искрено посакував на пенали, барем да биде работата, да не ми се љутат и ви Данијел, искрено навива викам ајде да ги кажеме сите на пенали, да играме, па кој победи, после нека победи. Многу ми е криво Данијел и Алма. Ќе мора побрзо да дојдете пак. Не смееме да оставиме вака, сега работава, гледаш поголема пауза, се рефлектира на резултатот. Затоа ве чекам во блиски дни повторно да дојдете. Тоа значи можете и во овој циклус се уште да дојдете. Имаме непишано правило ако не освојат пари нашите надпреварувачи, да може повторно да се пријават. Сега сепак нели паѓате на крајот од листата, треба да видиме другите да поменат па вие, ама во секој случај мислам дека ќе имаме простор за уште едно другаруање, дружење тука во листа за 300 во оваа сезона. И ве чекам да дојдете. Знам дека ова не е вашиот капацитет и вашиот реален резултат. Данијел и Алма, фала ви за учеството денеска, но за жал сега морам да ви кажам чао. И ви, Данијел, успеавме повторно да се извлечеме. Не ги знаевте регистарските таблици? Ги знаевте? Само едно прашање, колку има вкупно? 34. 34, 34, да. Имаме правило во листа за 300, да не ве прекинуваме кога ќе надминете бројката, односно со тоа по автоматизам одма горите, нели? Да. Ако продолжите да надавате и прашање само кој ќе треба да одговара, за да се лизне со негативен резултат, тоа е тоа. Денеска немавме таква ситуација, на време се повлеговте. За малку, за 3. За малку и ги фативте на мало невнимание, ја што викам, директно од пат доаѓа сте биле во таа ситуација, нема везе, изморени, од пат доаѓа директно во листа за 300, целата збука и знаев дека ќе имаме некоја грешка баш кај овие каде што не кореспондираат или првите две букви со името на да, со името на ова. И очекував тука некаде ет, така и се испостави за жал на Данијел Алма и за ваша среќа. Повторно, и ви Данијел, ќе се дружиме тука, бидете внимателни, овој пат денеска сакам пари да ви дадам, не сакам да ви ги земам. Затоа сконцентрирано во продолжение. Пред да продолжиме понатаму, драги гледачи, да пробам да ги издвојам оние кои што не ги кажавме, барем дел, ајде. В.А. Валандово, В.И. Виница, В.В. Вевчани, Д.Б. Дебар, Д.Е. Делчево, Д.Х. Демир Хисар, Д.К. Демир Капија, Г.В. за жал Гостивар, мала забуна и тоа е тоа. Пота К.О. Кочани, К.Р. Кратово, К.С. Крушево, М.К. Македонска Каменица, Н.Е. Неготино, П.Е. Пехчево, П.С. Пробиштип, Р.Е. Ресен. И тие се барем што можам вака да ги одвојам, многу се залетов. Сепак кажа доста Алма и Данијел. Сега, драги гледачи, не ми останува ништо друго, освен да ги повикам Иве и Данијел да ми се придружат тука на главната сцена. Ке бидат сочени со денешната тема и ке видиме во продолжение дали ќе успеат да си освојат и парична награда. До сега имаат однесено од листа за 300 250 евра по на неславно минато искуство каде што ги изгубија 50 евра до тогаш освоени благодарение на градот Мајами кој што е помали од Скопје. А сега одиме со една кратка пауза и се враќаме тука со Иве и Данијел. Ве чекам. Иве и Данијел повторно со мене тука на главната сцена. Повторно ќе бидат сочени со темата од нашата листа и повторно ќе имаат шанса да освојат парична награда. Знаете, драги гледачи, минатиот пат поради Мајами, кој што не можам да го извадам од уста, зашто дознав дека е помали од Скопје, ги лизна и не ги зема оние 50 евра, барем до тога што ги има освоено. Кој знаеше до каде може да стигне, доколку се испоставеше Мајами дека е точен одговор. Но ете, веќе денеска имаат шанса за поправен. Па, момци, добре ми дојдовте по четврти пат. Тука се надевам дека денеска ќе имаме подобар резултат од оној што го направивме во минатото издание. Сега, минатиот пат набројувавме музички групи со вашите противници, нели, на пенали, ако не се лажам, на пенали беше или... Со кумановците. Да, со кумановците. Што не ве натреб кумановски да ми изборите, заборавив тотално. И заборавивме две култни групи, Лепи Сол и Меморија. Им текна Меморија при крај кога ги опоменав и така па денеска темата не е поврзана со тие две групи, но пред да ви ја кажам,
На брзинка да се подсетиме како стојат работите со нашата листа која е составена од 15 празни полиња. Ако ми дадете 3 точни одговори, вас ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори ви следуваат 300 евра. Како што реков, досега севкупно 250 евра ми имате земено. Да. Не би било лошо што повисоко да одиме, имате обезбедено учество во 5-тото издание на нашиот квиз, но да не оставаме за тоа што видиме денеска што можеме да направиме, така ли е? Дали сте ги слушале Меморија или Лепи сол? Па, ги имам слушано, ама... Значи, бидете внимателни. Многу често знаеме да направиме грешка, да мислиме дека рефренот кој што го пееме во песната е и името на насловот. Не е секогаш така, затоа бидете внимателни. Тука сум и јас да ви помогнам, ајде сега малце да пееме и да се забавуваме, може? Може. Слушајте вие, добро драги гледачи, денес како тестираме нашето знаење на тема песни на групите Меморија и Лепи сол. Ги бараме насловите на песните на нашите култни групи Меморија и Лепи сол. Насловите кои се на српски можете да ги кажете и во оригинал, но и во македонска транскрипција. На вас оставаме. И ви, Даниел, кога ќе бидете подготвени, слободно. И имаме тука неколку... Као, какао, се... Дали си какао, дали си какао, не знам. Друга. Друга. За Скопје. Така е. И треќа. Как Меморија Дирлава. Да, Дирлава. Сега дали се така вика Дирлава или... Вајда се вика Дирлава. Можам пака јас сам од мене една што да ви помогам. Има една песна. Лепи сол чукни во дрво. Фала, така те звучи ли мојата глава? Ето ти. Чекајте, па се начуки за дрво, Скопје. Какао, лепи сол. Или Дирлава. Само не сигурно за Дирлава, за те. Нема веза, ај кажи. Ај ке почнеме со чукни во дрво. Чукни во дрво. Не знам зашто се правам дека проверувам. Чукни во дрво, прв точен одговор, така е. Тоа се, дали се вика Скопје? Сигурно се вика Скопје има микрофон. Скопје, Скопје. од Лепи сол исто. Жал ме песната се вика Битола. Битола има микроклим. Скопје е втор точен одговор. Така е. А дали Дирлава вели као какао, вели. Нешто како. А дали се така вика песма, вика као какао. Сигурно. Како? Да не е само како? Да не е само какао. Ај, нема до толку да ме фатам се, бе, нема плако да барам у јајцето, бе. Као, Какао, и Лепи така е сол. насловот. Као, какао. Као, Туту. Као, Какао. Така е. Ги знам, ама имињата не сум сигурен дали е рефренот. 50 евра се вачи. Ви реков, да, внимавајте, на некои им се Да. поклопуваат рефренот со името, со насловот, на некои не, затоа внимавајте. Пополека. Ајде сега кажавме, одамак се од Меморија ни фалат уште три. Меморија, Дирлава. Чек, ајде да се преиспитам, пак има дали ќе Дирлава. А сега од Лепи сол учиме мајко. Да, не е нина авторска, тоа е проблем. Преработка. Нема везе, ако ги има тони изведувано, снимено, тогаш Имав ли го снимано? Послушај сум на На што? концерт, не е аудиоснимка. Но дали се го снимано во препоја? Па не знам дали има аудиоснимка, само концерти. не барајте вино, испиено е. И тек така сега да. Ја знам дури да ги испеам. Значи и преработки од народни песни се важат, од не знам, Значи, песни за филмови. Учиме мајко караме. И Дирлава и још една те. Не барајте вино, испиено. Бателита, ајде вака ќе ви помогнам со уште една, за да не се мачиме, да не се мачите, да буз да ви дадам еден. И Дадо Топич пее, ја пее истата песна само на српски. Македонија. Македонија. Да, таму е различно се. Да, до Топич, јас знам помогу тука. Така е, по со тие три, да. Ај. Одиме. Одиме понатаму со Дирлава од Меморија. Дирлада Меморија. Дирлада, јас одам Скопје, Атина, видам да ја видам.
Така е, точен одговор четврти. Пети, Македонија. Македонија. Сега ќе треба да ја преименуваат. Песната со неа преименува. Ќе сменим име на држава, името на песната не го менуваме. Македонија, точен одговор. Народна песна. И учиме мајко караме од Леп и И Сол. учиме мајко караеме од Леп и Сол. Нема шанс, нема шанс. Ја знам да не ги мисли, ајде. Еден народна. Си земам стотче. Не сум сигурен, да не лупам. Си земам стотче. Учиме мајко караеме, шести точен одговор за Иви Даниел и 100 евра се моментално ваши. Сега што правиме за понатаму? Кој е од народни, кој е од народни? Абе сега не сум сигурен кој ги има препојано или што е. Ама кој тај што го почнал да го поеш не е така. Не ми текна на нас, знаеш. Не сум сигурен, колега. Стотче си имам загарантирано, не сум сигурен што е. Ајде, размисли. Па мислам. Мисли. Многу мислам брзо. Не, веќе бе карата го повеќе, уште некој помош задам. Мојата дневница ќе оди кај вас као хонорар. Ти ја делим. Више, да не сум учил. Да не сум учил. Сигурно нешто. Не, ке се... Може да знам го песмо, ама ќе ја промаши. Да не сум учил, стотче загарантирано. За Мајами 0 има сме предходом. Ајде, тоа. Толку се откажуваме со 100 евро. Честитки за осведите 100 евра, сега се вкупно. Ето, внесено 350 евра. Браво за Иве, браво за Даниел. Вака, ги имаме сега Леп и Сол, знаеме дека имаат и преработки на народни Да, песни. да, ама- Некои од тие се Абер дојде Донке, потоа Јовано Јованке, учиме мајко караеме и така натаму. Останати хитови од нив се тука и акупунктура, деветка, калабалак, као кажавме, кумова слама, мамурни људи, Леп и Сол, ајде тие вака ќе ги издвојам, иако имаат многу голема дискографија, ако земам сите да ги набројувам, до утре ќе треба да седиме. Од меморија ги имаме Возови, Дирлата, Зошто Боже, Македонија, Нена, Нашите слики, Оган под звездите беше песната што ја запеавме. Октомвриски дождови, Црна се чума зададе, Шушки. Исто така мора да кажам дека и меморија имаат огромна дискографија, многу песни издадени, многу албуми, има и концерти сега скоро повторно, нели? Се реоформија се собра пред некоја година и еве сега успешно прават концерти низ Македонија. Поздрав и до нив, поздрав и до членовите на Леп и Сол. Поздрав и до вас двајцата и честитки за освоената парична награда. Денеска не си одиме без пари за Кубаново. А и една голема благодарност до вас, драги гледачи, што останавте до самиот крај, што го гледавте денешното издание на квизот Листа за 300. Во продолжение, сега го продолжуваме да се дружиме со убавата програма на телевизија Сител. Го чекаме следното издание на нашиот квиз и до тогаш никако не забораваме дека ве сака Марки, ве сака телевизија Сител. Чао!